Експлозија на новозаболени и починати од COVID-19 во изминатите 24 часа. 7 смртни случаи, дури 89 заразени. Ова е црната бројка која што денеска ја објавија здравствените власти. И денешните бројки го потврдуваат стравувањето дека Скопје со 35 и Штип со 27 заразени стануваат нови потенцијални жаришта. Додека Куманово по неколку дена едноцифрени бројки на заразени, денеска има 12 нови случаи. Во Тетово се регистрирани 7 нови случаи, во Кочани има 4, додека по 1 регистрираа Прилеп, Гостивар, Струмица и Свети Николе. Од починатите, најмладата жртва имала 44, а најстарата 83 години. Алармантните бројки не ги загрижуваат здравствените власти. Напротив, министерот Филипче повторно тврди дека епидемијата била под контрола. Околу 70% од сите нови случаи се од веќе познати кластери, пред се од општините Чаир и Сарај, каде интензивно се работеше изминатите денови. Добар дел од пациентите остануваат дома и ни дава за право да кажеме дека здравствениот систем и со овој бран добро ќе се справи, има сосем доволен број на болнички кревети, кадар во болниците, респираторни машини. Филипче денеска немаше конкретен одговор на прашањето на Алфа за тоа кој е планот за лоцирање на контактите со заразените, особено од кога се укина полицискиот час. Контактите се идентификуваат врз основа на податоците во анкетите. И тоа нема релација со ограничување од движењето, заради тоа што секој има обврска да даде вистините податоци за тоа каде бил и со кого контактирал, колку интензивно, во текот на денот, колку денови поред. И врз основа на тоа се оценува ризикот. И врз основа на тоа се даваат следни препораки во однос на самоизолација, тестирање и така натаму. Единственото што министерот Филипче можеше да понуди за излез од ситуацијата со високите бројки е скринингот на сите контакти што ги даваат новодиагностицираните. Ризичен потек со оглед на тоа, што не секогаш заразените се подготвени да дадат целосни одговори.